Bonjour, chers élèves. Je m'appelle Biljana Načovski. J'enseigne au collège San Dorit de Delčevo. Dobar dan, dragi učenici. Dobro dojdovte vo e-učilnica. Ja se vikam Biljana Načovski i sam nastavnik po francuski jezik v osnovното училище Свети Климент Охридски во Делчево. Денешната наставна единица е наменета за учениците од 6 одделение. Денеска ќе се запознаеме со изрази кои се употребуваат за поканување некого на роден ден, како и организирање забава. Кои се целите на денешниот час? Целите на денешниот час се да ги усвоиме изразите за поканување, значи да се запознаеме со изразите за поканување и да ги усвоиме, како и да напишеме покана за роден ден. Како да го поканиме некого на роден ден? Значи, за поканување на роден ден или поканување некого се употребува глаголот inviter, значи имаме inviter quelqu'un, поканува некого. Употребувате je t'invite à l'anniversaire de mon frère. Те поканувам на роден денот на мојот брат. Или пак je t'invite à mon anniversaire. Те поканувам на мојот роден ден. Je vous invite à mon anniversaire. Ве поканувам на мојот роден ден. Овој израз je vous invite се користи кога се обраќаме на повеќе лица или пак на некое лице кое што е повозрасно од нас. Значи, најпрво, за роден ден ви е потребно una invitation, значи покана и un beau gâteau, една убава торта. Кои податоци треба да ги напишете во поканата? Значи, задолжително во секоја покана треба да стои le lieu, место, l'heure, час или време во кое ќе биде забавата, како и la date, односно дата на која што ќе биде роден денот. Сега, значи, кога имате место, можете да напишете, значи, каде ќе биде забавата, дали ќе биде кај вас дома, во куќата на вашата баба или кај некои пријатели. Значи, можете да напишете chez moi, dans la maison de ma grand-mère или chez mes copains Paul et Marie. Кога имате час, односно време во кое што треба да биде забавата, тогаш пишувате à 16 heures, à 18 heures и така натаму, и дата le 6 avril ou le 14 juin. Како да се организира забава? Значи, што е се потребно за да се организира една забава? Кои зборови се поврзани со роден ден и роденденска забава? Имаме des ballons, des CD, un gâteau. Гостите на забавата треба да донесат des cadeaux. Et la musique est très importante pour une fête et pour un anniversaire. Aussi, vous avez des boissons. Des boissons. Хајде уште еднаш заедно да ги повториме зборовите. Des ballons, des CD, un gâteau, des cadeaux et des boissons. Како да посакаме некому среќен роден ден? Значи, среќа роден ден најкратко и наједноставно можете да посакате со joyeux anniversaire или bon anniversaire. Еве, значи имате две убави фотографии кои што го представуваат токму тоа. Сега, која песна ја пеете на роден ден? Овде има еден линк на кој линк се наоѓа една песна за роден ден која е интересна, можете да го изгледате видеото, да ја научите песната. Значи можете да му пратите на некого порака за роден ден, да му испеете нешто. И тоа е. Сега, значи овде јас напишав стихови за една кратка песна за роден ден, која што најчесто се пее на роденденски забави. И ќе се обидам да ви го представам ова. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Nicolas, joyeux anniversaire.
продолжуваме понатаму. Значи, што ќе биде вашата домашна работа, односно што треба да изработите дома? Направете покана за роден ден на свој начин со бои и цртеж. Значи, нацртајте нешто, можете да исечете нешто, да направите срце, нешто по ваш избор. Овде јас ви дадов еден пример за покана, како би можела да изгледа една покана. Значи, je t'invite à mon anniversaire le 6 avril à 18 heures chez moi. Apporte des ballons et des CD. Tu dois t'habiller en bleu. Donc, јас те поканувам на мојот роден ден, 6 април, во 18 часот кај мене. Донеси балони и цедиња. Ти треба да се облечеш во сино. Ова е еден добар предлог да им предложите на вашите гости сите да бидат облечени во иста боја. Тоа беше се од мене. Се надевам дека ви се допадна презентацијата за поканување и за роденденска забава. А bientôt!